Жените од Сдруженијето Преродба од Прилеп традиционално, како и секоја година на Велики четврток, ги вапсаа јајцата за големиот христијански празник Великден. Според обичајот, домаќинките прво вапсуваат 3 јајца, уште пред изгресонце. Секое јајце од тие си има своја символика. Првото вапсано јајце го викаат Божјарче, бидејќи било посветено за Господ. Другите 2 јајца биле посветени, едно за домаќинот, а другото за куќата. Сите 3 јајца, потоа заедно, ставени на црвена подлога и во сито, се ставаат на прозорец да ги огрее првиот сончев зрак. Во Прилеп скоро и да нема куќа која што не го почитува овој адет или обичај. Почнува вапцувањето со великденските јајца. Ние, жените, прилепски домаќинки, што сме, стануваме рано пред сонце и да ги вапцаме 3 најважни јајца. Првото ни е Божјарче, второто ни е за домаќино, а третото ни е за куќата. И кога ќе станиме, кога ќе вапцаме јајцата, ќе ги кладиме во сито. Ситото го постиламе со црвена подлога. И ги клаваме 3 јајца на пенџере за да ги види сонцето. А ние, пред да ги вапцаме јајцата, каснуваме едно лепче, колку да не бидиме гладни, да не разбија, така велеле старите, да не разбија јајцата, да бидат плодни, плодна куќата да биде, деца да се рода. А и после, кој ќе станат децата, кој ќе вапцаме јајцата, ќе станат децата и му правиме црвено-бело дебелко или црвено-бело здраво и живо да ни биде. Оти во сите градови, во сите села се баш кадети. Ние прилепчанки вака си знаеме. Основна е црвената боја. Основно е црвената боја, али сега повеќето младите што си сакаш си шарат во разни бои. Што символизира црвената боја? Црвената боја се символизира на Исус Христос крвта. И секогаш кога се оди на Велипеток, се носи јајце, црвено. Вака, ги вадиме јајцата во ситото. И сега ги изнесуваме на пенџере. Инаку според православната црква на Велики четврток, за време на тајната вечера, Христос ја воспоставува светата Евхаристија, односно причестувањето. Исто така на Велики четврток тој е предаден од страна на Јуда. За секој од овие предвеликденски денови има разни обичаи кои што се практикуваат. Утре, на Велики петок, се оди во црква каде верниците ја целиваат плаштаницата, односно платното кое што го символизира Исус Христос. Велипеток е ден, страшен ден, тоа е значи ден на оплакување. Значи нема во домовите музика, нема пеење, нема физичка работење. Сето да биде нативко, намирно. Се облекуваме, ние домеченките со своите дечени си одиме во храмовите. Таму си носиме свежи јајца, уствари црвени јајца и цвејки на свежи, сакам да кажам. Кога влегуваме таму, плаштеникот е поставен, распетието на Исус Христос е поставено и сите си носат дарови се поставуваат на распетието. А ние го целиваме плаштеникот од Исус Христос и таму на крајот од плаштеникот не пречекува свештеникот и ни подава зелено нешто или цвеќе и било што. Потоа, кога народот излегува од црквата, во кругот на црквата има поставено тезги, тука е најголемата радост на дечината, си купуваме се и се што за здравје, само за здравје. Потоа, овај ден поминува до ручек така. После ручек, пред зајди сонце, свештениците излегуваат со плаштеницата и со распетието од храмовите и со група народ се оди околу црквата 3 пати. Тоа значи веќе следува погребението на Исус Христос. На Велика сабота пак се прават последните подготовки за најрадосниот ден во христијанството, Великден. На полноќ се оди во црква. Пред полној кога одиме в црква и свештеникот ги изговара
зборовите, дојдете и земете светлина. Свештениците излегуваат од црквата, свештениците ја зема плещеницата, излегуваа од црквата и затвораа вратата и 3 пати се вртиха околу црквата и се пее песната Христос воскресе. Потоа имаме литургија и се причестуваат и се кршат црвените јајца и се омрсуваме. Во неделата пак е Великден, најголемиот христијански празник, Воскресението Христово. Великден паѓа во недела, го менува датумот, а денот не го менува, се чести се слави 3 дена. Тој е најголемиот, најславниот наш христијански празник. Првиот ден на Великден се оди во црква, на великденска служба. Тие што сте за причесна се причестуваат, некои одат и до вечните почивалишта на своите најблиски. Кога се оди во црква, не се пуши и не се пија кафе. Првиот ден на Великден најгостинчина ни се нашите најмили, нашите дечиња, кои што шетат со татковците, а мајките дома ги чекаат другите гости. Ги даруваме со јајцината црвени, па така представува една голема радост за нив, ги одбират најголемите јајца, најшарените јајца, се крше исто така голема забава им представува кога се кршат помеѓу своите во семејството, па кој што е појако јајце, тој се смета дека ќе биде така здрав цела година и јак. А детите се одржуваат, ние постарите ги одржуваме, ама и младите, да, и младите вапцуваат јајца, се интересираат за сите традиции кои што сме ние ги поседуваме. Другите денови, вториот и третиот ден, одат по-возрастните, да речам, кај своите роднини да го честитаат празникот. Овај празник не само што е радост за децата, и за возрастните, и за големите е радост, затоа што тогаш се вклопува, се соединува фамилијата на еден заеднички ручек. Сега да кажам нешто за традиционалните јадење. На Великден, великденската трпеза е богата со јагнешко месо. Јагнето како символ на миреност, на смиреност, на младост, тоа го символизира Христос. Тука е, да не го заборавиме, и срмичките од лоза или од штаве. Најтрадиционално е козињако што го правиме. Тоа се прави со години, традиција, а тука да не ги заборавиме и ваниличките. Тие се традиција, па јас како што памтам, мајка ми ги правила, баба ми ги правила, па и јас ден денеска ги правам. Христос воскресе, навистина воскресе, тоа е поздравот кој што се употребува, се поздравува до 40 дена од воскресението Христово, тоа до Спасовден. Христос воскресе, навистина воскресе. Нека донесе мир, спокој во секоја фамилија, во секој дом. Нека победи разумот на злото. За многу години да е. Амин. Прилеп има навистина посебни обичаи кога доаѓаат овие великденски денови. А интересно е што тие се почитуваат и од постарата, но подеднакво и од помладата генерација.